Почитувани, добре ни дојдовте во првата епизода на Умен подкаст. Јас сум Сребра Ѓоргиевска и ќе ве водам низ првата епизода на оваа наша нова содржина на Умно МК, во која ве уверувам дека ќе се трудиме да имаме интересни соговорници, да имаме убав муабет и се надевам дека нема да ви бидеме здодевни. Јас веднаш сум нестрплива да ја представам мојата прва гостинка денес, на која сум особено благодарна што прифати да биде со нас. Обично во новинарството се вели дека треба да се избегнуваат суперлативите кога пишуваме за некого. Меѓутоа, јас најсубјективно ќе кажам дека за мене таа е актерка со најубавиот глас кај нас. Актерка која што каде и да се појави, без разлика дали игра улога има текст низ цела представа или игра некоја епизодна улога, се појавува во неколку секунди во една представа, таа плени на сцена и едноставно ви го освојува вашето внимание. Нема да ве држам веќе во неизвестност, наша гостинка е Ангела Стојановска. Ангела, добре дојде и ти благодарам уште еднаш што си со нас, што ни ја даваш оваа поддршка во првото издание на Умен подкаст. Не беше, кога размислував како да те представам, си сватив дека ти си човек, ти си личност која што има многу афинитети, многу хобија, многу работи што сакаш да ги правиш. Дипломирана актерка пред 7-8 години, така? 9, скоро. Така. Наредна јубилеј. Така, првиот мал јубилеј. Да. Ангела е актерка која што, во моментов не е вработена, меѓутоа има представи во национални театри, има представи на независна сцена, која што можам да кажам дека е омилена, затоа што таму ми се чини дека во последниве 10 години најмногу се дава. Ајде ќе тргнеме од тоа што беше последно актуелно кај тебе. Тоа беше премиерата на представата Младоста последна умира, многу интересен наслов на еден колективен проект што го работевте заедно со тројца твои колеги и другари и под капата на продуцентот Петар Антевски, односно продуцентската куќа Пресврт. Во таа представа вие буквално се соголевте. Затоа што самиот текст беше поставен да открива дел од вас приватно. Колку е тешко тоа еден актер да го прави? Пред се, благодарам за поканата. Мене ми е неизмерно драго што сум дел од првата епизода. Како и сите на овој свет и во овој живот, многу сакам први работи, првенчини. Не, се шегувам, ама да, и благодарам за сите убави зборови. Во однос на конкретното прашање за представата, тоа соголување, мислам, не сакам да звучам нескромно, ама со секоја представа која што е таков документарен тип ми станува се полесно и полесно. Зошто кога еднаш ќе ги кажеш работите кои те мачат, секоја, мислам, не само секоја следна изведба на една конкретна представа, туку и секоја следна представа таков карактер е многу полесна за правење, многу посмирувачка, многу прочистувачка и сите оние убави работи кои доаѓаат наред со тоа. Се собравме прекрасна екипа, мои многу драги колеги Никола, Јанка, Лазе, Петар, нашиот продуцент, Ева, нашиот драматург. Решивме дека ќе работиме без режисер, што е нешто низ кое јас поминувам прв пат. Не мислам дека би поминала втор пат. Не, тоа не ми се допадна, ама Секој влече на своја страна? Да, некаде. Мислам, јас, Јанка и Никола, веројатно поради возраста во која се наоѓаме и поради работите низ кои сме поминале, некако природно се споивме во една толпа и одевме против Лазар. Не беше толку страшно колку што направи да звучи. Ама да, мислам дека во секој креативен процес, во една дадена фаза, недостасува некој од надвор да ја воочи реалната и објективната состојба, да, и да ја води целата работа. Меѓутоа не сметам дека е нешто лошо и би го препорачала на секој актер. Мислам дека е нешто низ кое треба да се помине. А во однос на соголувањето, да, беше прилично лесно, зашто на крај на денот ние на проби кажуваме што и да сакаме, тоа не значи дека ќе влезе во финалната представа. А она што влага целосно е нешто
мислам, нешто со кое сме исконсултирани ние актерите, Така. прашани сме дали не говорите така натаму и така натаму. Оваа представа токму ја една од темите што ги допира и на која е фокусирана е младите актери невработени со ништата, докаде би оделе за нешто што сакаме да го оствариме. Колку тебе ти е храна независната сцена? Мора да бидам, и ова го размислувам последните неколку месеци. Јас навистина многу ја сакам независната сцена. Сметам дека таму се имам развиено како актерка на начин на кој не би можела да се развијам во институција. И се имам надградено како човек. Меѓутоа, во последно време ми станува се потешко и потешко, затоа што едноставно ресурсите со кои располага независната сцена се минимални во однос на ресурсите со кои располагаат институциите. Тоа ги прави работите малку потешки. Кога ќе дојдеш на извадба и кога сваќаш дека сам треба да ги местиш рефлекторите или дека сам треба да, не знам, да поставуваш звучници во некој простор кој ти го откриваш како простор за театар, некако не знам. Јас во август наполнив 30 години и последните 7-8 активно работам на таа независна сцена, ама секоја следна ми е малку помачна. Ми треба малку повеќе време да се поткренам, ми треба малку повеќе време да се мотивирам себе си, пошто не очекувам дека тоа некој друг ќе го направи за мене. Тргајќи го тој дел на страна, исто да не забораваме дека ние во Скопје кубуриме со простори, мислам, МКЦ кој е препол, може да се избројат на 3 прста. Токму со оваа представа освојувавте нов простор, што се покажа интересна и тоа во еден ладен декември се сместивте во едно ќоше во голема хала и тоа супер функционираше. Да, оваа последната младост ја игравме во лабораториум. Тие луѓе се многу отворени за работа и ги имаат ширум отворено вратите за независната сцена. Меѓутоа, во една дадена фаза треба логистика позади која што ако ја правиш како актер и ако ја правиш по 15 пат, веќе ти е онака малку е мачно. Тоа на страна, процесите кои се случуваат таму се нешто што може да ти служи само како надоградба во професионалниот и приватниот живот. И несомнено се неопходни за секој кој што е дел од уметностите, според мене. Се сеќавам во едно од интервјута, баш продуцентот Петар тоа го нагласи. Не прашувајте кога следен пат ќе биде изведена една представа на независна сцена. Штом има реклама во моментов, тогаш купете карта и поддржете. Оти не се знае кога ќе биде следната изведба. Најточните зборови кои никој се каже. Ти си голем борец за правата на дипломираните актери, режисери и сите чинители на сите луѓе уметници кои што учествуваат во создавање на еден театарски производ. Пред некоја година по твоја иницијатива се беше основана платформата Аудиција сега, кога дојде момент дека има потреба да се зборува гласно и малку погласно за овие проблеми. Колку си задоволна, до каде стигнавте со ширењето на оваа мисија? Стигнавте нели до разговори со Министерство за култура? Една од вашите идеи беше токму националните театри да се трудат што е можно повеќе да вклучуваат невработени актери во своите проекти. Ве послушаа ли? Имаше ли некаков ефект од Аудиција сега? Би рекла дека сигурно имаше некаков ефект. Идејата на таа иницијатива, мислам, која почнавме со група на театарџи, беше технички сите невработени театарски уметници да си го најдеме местото под сонцето или кој изрази да го ставам тука. Под рефлекторите. Под рефлекторите. И за тоа да бидеме достоинствено платени. Меѓутоа, никогаш целта не беше тоа да биде нешто краткорочно. Сметам дека, особено во театарската уметност, во времето во кое што сме денес, потребни ни се системски промени на институционалната и на независната сцена. Таа иницијатива, иако уште трае како таква, не мислам дека доведе до системски промени. Што на крајот на денот и не е нешто лошо. Има театри кои малку повеќе ги отворија своите врати за независната сцена. Годината откако ја почнавме иницијативата, направивме некои позначителни поместувања каде што во рамки на годишните конкурси
беа дадени поголеми шанси на невработените, поголем дел од средствата отидоа таму. Меѓутоа на крајот на денот ние зборуваме за многу мала сума на пари која што се влива во културата од страна на Министерството за култура, преку Министерството за култура. И едноставно има степени до кои што можеш да работиш и да сработиш нешто со што го викаш театарска представа со 150 или 200.000 денари. Мислам, особено на независната сцена има тоа се граници кои те носат и до одлуки кои ја компрометираат таа театарска представа, какви да се одлуките. Сена се, мислам дека треба уште многу време, уште многу работа за да направиме значителни промени. Не знам, имавме неколку конкурси последниве години, некако пред кратко заврши конкурс во Драмски театар, знам дека во моментот има конкурс во Прилеп. Да се отвараат некакви работни места, да има генерации на актери кои постојано се чувствуваат изиграно, пошто не се примени. Има помлади генерации на актери кои што допрва се учат како да ги поминуваат тие тортури на една аудиција која што пред одредена комисија. Многу е специфична целата работа, ама има уште многу за работа. Не сум сигурна дали некогаш и ова не значи дека губам надеж. Јас многу сакам да останам во оваа земја и да се занимавам со професијата која сум ја одбрала, ама не сум сигурна дека некогаш во скоро време кај нас ќе се направат вистински суштински промени во театарот. Една од системските промени што според мене треба да се на која мора да се работи е токму пак националниот театар, посебно поголемиве театри, да ги спомнеме МНТ, Драмски до некаде, меѓутоа МНТ е посебен случај ми се чини. Баш го разговаравме и двете некако не знаејќи сме ги анализирале истите работи, а верувам и дека и ти како покрај аудиција сега имавте многу поконкретни бројки. Имаме случај на големи ансамбли, а внатре во суштина работат половина од луѓето што се вработени. И тоа до некаде сметаш ли дека ние нема да ги обвинуваме актерите за тоа, затоа што актер треба да биде избран за да игра во представа. Меѓутоа, каде е тука одговорноста на менаџерите, на луѓето што ги водат театрите? Нели треба тие да смислат начин како нивниот вработен, просто речено, ќе си ја заработи платата? Апсолутно. Колку е, например, алтернацијата како метод, зошто еве некој од невработените актери да влегува или од актерите од ансамблите? Имам чувство дека овде ништо не се прави по тоа прашање. Па да, не се прави. Алтернација не знам кој преминува, не знам која последен пат некој ја направил, за да не изумрат представите. Веројатно представите кои најдолго се на репертоар во последниве 5-10 години се оние кои што се случуваат во театар комедија. Во секој театар од анализата која ние ја правевме, имаме ансамбли каде што голем дел од вработените актери не играат и сега ние може да ја бараме вината. Меѓутоа тоа се толку многу специфични случаи и кога ја бараме вината, јас секогаш се трудам да бидам предпазлива на темата, пошто постојат толку многу работи кои јас не ги знам, кои се сведени на лични приказни. Меѓутоа, од друга страна, има и лични приказни кои ги знам и од кои сум била дел. Имало ситуации каде што едноставно имам колеги кои одбивале да играат во представи. Ние кога зборуваме за театарот, имам чувство дека многу често зборуваме само за театарот во Скопје и забораваме дека имаме уште десетина, десетина, 12, 13 други институции во другите градови во Македонија со помали ансамбли. Ама сега, ако тргнеме, не знам ни што е почетокот. Значи, имаме ние колеги кои што одбиваат да играат во представи, од друга страна имаме колеги кои што молат да играат во представи. Меѓутоа, за нив нема улоги, пошто менаџерот или уметничкиот совет, одбор не обрнале внимание на тоа кои представи ги аплицираат во рамките на годишната програма. Тоа значи дека не предвиделе да... репортарна политика. Тоа значи дека не предвиделе дека имаат 5 актерки на возраст од 50 до 60 години за кои требаат поспецифични ликови кои што тие можеле да ги изиграат. Не се, мислам тоа е едната работа. Имаме друга ситуација каде што ние имаме проблеми со инфраструктурата во театрите. Ние немаме технички услови. Ако салата не ти е топла, како ќе одржуваш ти проби? Има театри во другите градови кои што работат 3 до 4 месеци пошто немаат грејење.
Така. Се прават нови објекти кои се полунаправени, полунедоправени, ќе треба уште 10 години, ја ќе влезам у пензија дур да изиграм. Имам Офелија да ја играм. Да. Од друга страна, годишни програми излегуваат, ние секоја година, мислам дека има по 2 до 3 текста кои се исти, кои се поставуваат во различни театри во Македонија, мислам. Некако се ни Многу ваму, проблем. Да, ни ваму, ни таму. А од друга страна, има уметници на независната сцена кои на вистина сакаат да работат и ако влезат во поголема група, во еден театар, во која и да институција, неминовно ќе предизвикаат промени. Има луѓе во самите институции кои сакаат да играат, да не навлегувам да играат, мислам, а немаат можност. Ама да, на крајот на денот би требало менаџерите на театрите да се двигатели на тие промени и да го водат ансамблот, и да се справуваат со работите. Веројатно има и светли примери кои јас денес не можам да ги се сетам. Ама сигурно има, не. Шално страна сигурно има, ама тоа не е случајот за најголемиот дел. Ангела, во влезот заборавив да кажам дека ти беше студент на генерација на Факултетот за драмски уметности, така? Бев. Мајка ми е многу горда се уште. Ми дадоа еден златник. Еден златник и бев на церемонијата со мама и тато. И го видоа и татко ми беше па ој не е ни 6.000 денара кога продадеш. Ама не го продадеш. Ама да го чувам златникот и ја чувам пофелницата. Баш памтам, јас се возев во едно компе на Кекуманово и ти ми се јави за да ме направиш интервју на темата студент на генерација, ти текнува? Да, тоа беше многу давно. Јас кажав, јас овде ќе кажам некои лоши работи кои не ми се не знам. Мислам дека не кажам ништо лошо. И тоа не се смени многу. Ама да, сум студент на генерација, ама не мислам дека тоа премногу значи во времето и општеството и театарот кој го живееме. Дали се разочаруваш после неуспешна аудиција, например? Сигурно, ама истовремено денес разговарав со мојот колега Кико, кој што се разочара од последната аудиција и најде 2-3 книги за охрабрување, актерска техника, и не направи копии на најблиските. Тоа на страна, ама да, никако се охрабрувам и да најдам начини да се подобрам. Така да меч со 2 острици. Така. Во моментов во театар комедија играш во представата Жени во Народното собрание и Ревизор. Да. Првата е на Кендри Мријани, Ревизор на Андреј Цветановски. Жени во Народно собрание предизвика големо внимание кај публиката. Претпоставувам дека се уште се бара. Се чини дека минатата година пролетта беше премиерата. Леле, многу сум лоша со датуми. Мислам дека минатата година, да, не знам кој е време. Таму сте собрани една многу интересна екипа на актерки, од различна возраст, различен калибар и сензибилитет. Да. Каков предизвик беше за тебе оваа представа, посебно што е сепак е прилагодена на денешно време, еден вид пародија на нашето општество. Беше многу интересно. Беше ли забавно да се спрема? Премногу. Секој лик е приказна за себе. Премногу, да. Јас Тоа е фино да се спомне. Театар комедија сметам дека е еден од театрите кој што дава огромна поддршка на невработените актери. Речиси во секоја представа викаат по 1-2 тројца колку и да дозволува, да. И нешто што го дознав пред некој ден е дека ги имаат отворено портите за независната сцена и практично секој кој има производ може да оди таму и да го изигра кај нив на мала сцена, што е. Тоа е баш за поздрав. Да, што е многу фино. Да, јас Жени во собрание беше првото мое запознавање со Кендри Мријани. Тој дојде не собра сите на една проба и почнавме, ни објасни дека процесот на кој ќе работиме е дека практично ќе имаме проби на каде што ќе работиме на задачи кои што тој ќе ни ги постави и оттаму ќе произлезе текстот. Кажа дека да, ја земаме како основа книгата, делото, меѓутоа нема премногу да се фокусираме. И во текот на сите тие проби, а сега ние правиме представа театар комедија, значи би требало да правиме нешто смешно. Кендри ми цело време велеше, не се бавете со смешното. Не се бавете со смешно. Тој ќе дојде еден ден во 10:30 наутро, мојот омилен термин за проби, пошто јас сум раднобудник. И не знам, имам една проба кај што вели, ајде сега, сите вие сте мумии.
И добро, сите ние сме мумии. И сега, што тоа значи и што ние правиме, тоа е прича сама за себе. И ние имаме сад, два, каде што сите сме мумии. Друга проба, сите сме во дом за стари лица. Сите сме бабички кои многу сакаат да ја бранат татковината. И на кои, пошто во таа конкретна представа се зборува за закон кој е донесен жените да не работат веќе, да им се одземе правото на нели стекнување на работен однос. Вели, ајде сега сите сте вие во еден старечки дом и многу ја поддржувате идејата дека да, жените не треба да работат и треба да служат само за репродукција. И од тука веќе со колешките развиваме низа на ситуации, импровизираме на зададената тема и тоа е, мислам, прекрасно и неверојатно ослободувачки. И доаѓа до степен каде што нели на премиера, на генерална проба, ти секој од нас игра некој дел кој што сама го смислила, мислам во рамки на сцена на некоја проба која што не знам што и не знам како. Каде што не била, каде што не јадала, мислам, не јадала доручак. Не знам, многу. Да, така да доста интересен и креативен процес и многу ми е драго кога играм таа представа. Навистина ми е драго. Од друга страна, Ревизор беше исто занимлив процес на свој начин, малку покласичен, каде што нели немавме тука нешто премногу простор за импровизација. Ама да, драго ми е кога ги играм представите, пошто уште живеат, уште има публика, уште онака да предизвикуваат интерес, така да тоа се прекрасни процеси за мене. Освен што си актерка, ти сакаш да се занимаваш и со финансово работење, како се нарекува тоа? Да. Ангела, откаде ова љубов? Сакам пари. Љубов кон парите. Да, многу сакам пари. Морам ова да посочам дека соработуваш со неколку фестивали. Македокс ми се чини, Војдан Чернодрински од минатата година. И да, ти се грижиш за финансискиот дел, односно оној за многумина што кажуваме досаден фактури и слични работи. Да, тоа ми е многу интересно, пошто е многу репетитивно и реално не треба некаква посебна едукација за да те одмора. Ме одмора. Да, репетитивно е. Принтам, јас сакам да принтам, кој не сака да принта, мислам, тоа е прекрасно. Ама и памтам дека од мала леле, ги изненади твоите кои ме рече дека ќе се бавиш и со ова? Па, мислам дека пола од времето моите не ме слушаат со што се бавам. Ај, не ти веруваат може. Ама да, од мала... Мислам дека е дел од представа. Сигурно. Не, ја бев многу здодевно дете, вака ќе бидам искрена. Бев стварно здодевно дете. Тоа сите мои блиски го знаат, тоа и си го признаваме сега кога не ме повредува. Кога ќе отидав кај некој на гости, секогаш ќе наоѓав предмет и прашував, морам на кумановски, што е овој? Од куде ти е? И колку пари? Не знам зашто последното прашање колку пари, тоа многу ме фасцинираш. Многу беше битно да знам колку пари. И после одев во маркети, што е хоби, кога нели имаш 12 години, тоа треба да го правиш. И ги споредував цените. И ќе одам по еден маркет колку е тажно приказна, во еден маркет во Куманово млекото е волку, одам во друг млекото е толку. Не знам, не дека тоа ми донесе нешто во животот, ама ми се гледа интересни бројки, пари, такви некои. Видиш, си го поставила патот. Да, патот кон успехот. Да, мислам, тоа е. И не знам, мада, за волја на вистината, оформивме здружение, бев принудена да работам. Да се научат некои работи. Да научам ствари и после од едно влегов во друго, во трето и така некако. Сега сум спојот меѓу културата и финансиите и правам табели и принтам работи. Не е ништо многу комплексно. Тоа е. Сакам овде да ја спомнеме и вашата платформа за аудиокниги, Самоглас, која што ја основавте заедно со двајца твои колеги, Кристијан Попсимонов и Васко Костовски. Тоа е еден многу успешен проект на кој се наоѓаат лектири, книги за деца, книги за возрастни. Од неодамна имате и радиодрами. Да. Конкретно беа 3 драми ми се чини на од Горан Стефановски. Така. Задоволна ли си како се развива оваа приказна? Мислам дека може сега да не одиме нели први, втори, трети, меѓутоа вашата платформа ми е една од најиздржаните во земјава конкретно за оваа содржина. Со една многу едноставна апликација, достапна за сите, ја користат и слепи лица. Кажи ни повеќе околу.
Тоа е еден наш многу драг проект кој што почна пред 4-5 години. Најголем дел од времето го работиме на една волонтерска основа. Кога го велам тоа, мислам дека практично јас, Христијан и Васкова најголем дел од времето ги поземуваме нашите гласови и вештини за нели од тие гласови да направиме аудиокнига или аудиодрама. Секогаш кога можеме финансиски да го издржиме тоа, кога сме добиле средства од грант или од што и да е, пробуваме да инволвираме и наши колеги актери. И аудиодрамите, радиодрамите кои ги спомна беа наша голема желба долги години. И еве конечно се деси официјално минатата година. Оваа година повторно ќе работиме аудиодрами, ќе работиме и нови книги, и некако тоа е проект кој си го тераме, кој не одржува во кондиција, кој им дава нешто добро на слушателите и нешто екстремно корисно и потребно за слепите, слабовидни лица со дислексија, и некако многу ми е драго што станавме дел од таа приказна и што си ја развиваме на начинот на кој сакаме да си ја развиваме. Така да, тоа е еден наш многу драг проект. Мислам дека и децата ве обожаваат, не мора да ги читаат лективи. Да, тоа е бонус. Ма родителите го кријат заедно. Не, ама ја таму тргна се, правевме анализа на просечните оценки на предметите каде што оценките се најниски, читачките навики тука на младите ги анализиравме и така некако дојдовме до идејата дека ако не сакаш сам да читаш, не е ништо страшно, барем слушни ја со одречината. Да. Еве, ние ќе ја прочитаме. И некако тоа си еволуираше како што се еволуираше. Супер. Јас многу сакам да ја спомнеме и твојата представа, твојот перформанс Срам, кој што освен во Скопје во неколку наврати го изведе и низ неколку градови низ Македонија. Беше и на фестивалот Чернодрински во делот независната програма. Она со што го почнавме разговорот за соголувањето, мислам дека во Срам можеби доживеа една кулминација, затоа што предходно со Милош Антоновски имавте уште една представа каде што исто имавте многу голем дел од себе. Да. Срам предизвика кај публиката многу интересни реакции. Бев присутна и јас на една од изведбите конкретно во Прилеп. И тоа ми беше фасцинантно и ми покажа колку е силен театарот, кај да се одвива, ако има силна идеја и ако има вистинска порака и енергија меѓу еден актер и макар еден гледач, кога луѓе од публика ти доаѓаат за да ти споделат своји лични срамови и чувства. Да, тоа е многу. Таа представа е многу значајна и мислам дека таму најмногу си имам развиено како актерка и како човек, пошто срам е многу специфична тема и иако сите ние си имаме работи од кои се срамиме, некако споделувањето на тие јавно дава една многу друга димензија. И се разбира дека во рамки, мислам тоа е представа која е правена со подрачка на Титинг, на кој сум неизмерно благодарна. Мислам и еден процес кој траеше 6 месеци, што е луксус во денешно време на независна сцена, јас да имам простор да работам. Да си готвиш. Да си готвам. Какви колачи правеше таму. Да, момилената торта. Така да тоа е еден прекрасен процес за мојот однос кон моето тело и представа, мислам, процесот поменавам представа. Мојот однос кон храната, мојот однос кон моите срамови, некако сваќам дека тоа што го кажувам резонира и со луѓето и некако си се поклопуваме со срамовите. Се надевам, пробувам да ја играм и оваа година, така да едва чекам тоа да се случи и кога ќе ја изведам малку да ми улесни на душа. Да, мора да го проложи животот на. Мислам дека е едноставна за одина во повеќе градови. И сцени не е многу захтевна, така што да, би сакала. Се надевам ќе се случи година. Супер. Сега ќе се свртиме малку на филмот. Минатава година беше дел од филмот Те дуа, жи ми мене. Да. Филм кој што стана најгледаниот македонски филм во киносалите за 2023. Ме радува што, иако е независен, нискобуџетен филм, последниот период се прикажуваше и во Србија, ми се чини. Таму имаш многу малку диалог, но си фасцинантна. Имаш одлична улога, глумиш албанка, така? Да. Какво беше искуството за работа во една таква црна комедија, да ја речем, со многу актери кои што имаат и по 2, 3, 5 минути појавување, а
И тоа како го привлече вниманието на публиката? Каква беше соработката и со режисерот Маријан Гавриловски и сценаристот Никола Козелов? Никола Козелов е мој колега од класа и е мој многу драг пријател. И Маријан го знаев пред тоа, меѓутоа многу подобро го запозна во рамки на снимањето. Тој процес беше, мислам, приказна сама за себе. Треба да има филм за начинот на кој се снима филмот. Јас многу непланирано, мислам дека Козелов многу подобро раскажува приказната од мене, ама многу непланирано. Како влезе ти во филмот? Па така, јас бевме на едно кафе со Козелов, јас тогаш работев во кампот за мигранти, он ми ја кажа неговата идеја за сценаријата и јас објаснував за тоа колку добро мене ми стои шамија, пошто во слободно време сум се дружила со жените и они ми ставале шамија, мислам така. Кога беше ова? 2015, 16, 17, нешто така. И јас тука се зборам за моите искуства во кампот, за моите муабети со жените, за не знам што, за не знам како и му викам, ако ти го пишуваш ова сценарио, викам, јас ќе бидам одлична. Видиме колку сум убава, викам, видиме колку сум убава. Тоа беа така некои празни муабети, некоја... не беше ништо намерно. И поминуваат година, 2-3, он ми вика, јас го напишав сценариото и од кога разговарав со тебе, не можев да престанам да те гледам во таа и таа улога. И се разбира, тука веќе почнува целата паника на овој свет, пошто сум зборувала нешто на шега, која сега веќе не е шега и станува реалност, да... И тоа беше, го играв. Имав многу малку реплики на албански, требаше да запеам на албански, па тука почна сите консултации со колеги и пријатели кои зборуваат на албански, па консултации за костимот и така, тоа си беше, мислам, и се разбира на премиерата, јас го гледав филмот со најголемата паника на овој свет. Сите мои блиски беа на проекцијата со најголемата паника на овој свет. И се разбира, немаше потреба ништо од тоа. Да. Не, навистина е интересно кога имаш малку текст, колку ти со твојата гестикулација уствари кажуваш многу. Да, ама јас не Тоа сигурно е најтешко. Па предпоставувам, мислам, јас не се сметам себе си за актерка кој има неверојатно големо искуство на филм. Меѓутоа, да, тоа молчењето не ми ја улесни работата. Да си збора. Да, може. Ама да, прекрасно искуство работа со целата екипа. Мислам, тоа помена навистина убаво и тоа е уште еден доказ дека кога нешто работиш можеби од љубов, без пари, некогаш работите многу подобро излегуваат отколку ако имаш некаков буџет. Многу е добро, ми се чини во таков тип на проекти што ети самите автори го кажуваа колку сите сакале да влезат во самиот проект, да го поддржат. Да. Мислам дека и тука се гледа една солидарност што треба да владе, што треба да имаме меѓу себе. Сигурно, да. Кога нешто е чисто, едноставно не може да не успее. Да, мислам дека тоа е случајот, да. Баш така. Ангела, кажи ми што те очекува наредниот период? Дали имаш веќе некои проекти кои што ти се на повидок? Представите ќе ги играш во театар комедија, продолжуваш сезонава, така? Да, продолжувам да ги играм представите, сакам да ја вратам срам, сакам веројатност е дека ќе вратиме уште 2-3 други представи од независната сцена. Имам две нови представи кои би требало да ги работам годинава, за кои знам. Може да ги се појави уште некоја која сега не ја знам. Повторно работиме на аудиодрами со само глас. За невработена актерка ти си работиш, нема проблем. Принтам секој ден. Мислам животот ми е. Да, не, имам. Ја навистина немам право да се жалам. Знам што ќе работам и ќе работам со прекрасни луѓе годинава. Залудно работи, залудно не се. Да. Се шегувам. Многу се радувам што ни беше гостинка. Благодарам за покана. Се надевам дека и ти си помина убаво и дека не бевме здодевни и дека опфативме добар дел од тебе. Сакав да те представим и како личност, и како актерка, и како Светле Кадрово. Светле, често. Жанча, Жанка. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме до следната епизода.